Учениците се повторно со своите другарчиња, некои со игра, некои со солзи, ја изразуваа возбудата од првиот училишен ден. Првачињата послушни и добри на сончевиот 1 октомвриски ден го отпочнаа нивниот училишен час. По посебни протоколи со маски на лицето, со мерење на температура на влезот, дезинфекција на рацете, едно позади друго, учениците од пониските оделенија влегуваа во училницата. Часовите беа скратени, а оделенијата поделени во две групи. Од сабајле немаше проблеми. Инаку наставата во основното училиште ќе се одвива во 2 смени и тоа со физичко присуство. Оние од подгорните оделенија наставата ја започнаа онлайн, но и покрај тоа наставниците им предаваа од училница. Денес се одржа само 1 час со класните раководители. Првиот впечаток за стартот на ова учебна година го изненади и заменикот градоначалник на општината Јане Миланов. Околу 1300 маски заштити за сите дечиња кои што ќе следат наставата со физичко присуство во училиштето. Останатите предавања ќе се слушаат од дома. Тие што немаат компјутер ќе учат пред телевизорот 15-минутни часови кои ќе се објавуваат на националниот сервис. Инаку, постапката за набавка на 40.000 компјутери за оние деца кои немаат ИТ уреди за следење би траела до април, најави денеска премиерот Завев. Но на локално ниво, по-конкретно во Штип, денес се изготвија списоци со повратни информации за социјално најзагрозените категории на деца. Иницијативата на градоначалникот се однесуваше на решавање на проблемот на локално ниво, односно заменикот градоначалник преку барање за помош од локалните бизнисмени ќе се потруди да им обезбеди ИТ уреди на најсиромашните категории.